За да се справи со проблемот со кој возачите често се соочуваат во зима, еден корисник на YouTube реши да тестира различни производи за да открие кои всушност функционираат. Како што вели, ова е наједноставниот можен трик што можете да го направите за да не се замаглат стаклата на вашиот автомобил. Во зимскиот период, кога температурите се повеќе паѓаат кон нула, а поради разликата во температурите надвор и внатре во возилото, стаклата на автомобилот имаат тенденција да се замаглуваат. За да го спречи ова, овој корисник на YouTube користел пена за бричење, бебешко масло, компири и гел за раце. Неговиот заклучок беше дека пената за бричење најдобро функционира и може да ви помогне со овој проблем. Министерството за внатрешни работи објави оглас за вработување на 600 полицајци. За секторот за внатрешни работи Скопје се бараат 300 полицајци, за во Охрид 30, за во Куманово 15, за во Штип 35, за во Тетово 20, за во Битола 15. Деталите се во целост објавени на веб страницата на Министерството. Новиот чип најавен од Google може за 5 минути да го реши проблемот што го имаат најбрзите суперкомпјутери во светот. Чипот представен од Google е еден од најновите патенти во областа позната како квантно пресметување, кој се обидува да ги искористи принципите на физиката на честички за да создаде нов тип на неверојатно моќен компјутер. Шефот на сириската организација со седиште во САД изјави дека масовна гробница надвор од Дамаск криела тела на најмалку 100.000 луѓе убиени од поранешната влада на соборениот председател Башар ал-Асад. Муаз Мустафа изјави за Reuters во телефонско интервју од Дамаск дека локацијата во Ал-Кутајфа, 40 километри северно од сирискиот главен град, е меѓу 5 масовни гробници што ги идентификувал со текот на годините. Голема материјална штета е направена по земјотресот кој со јачина од 7,4 степени го погоди Вануату, вклучително и на објект во главниот град Порт Вила, во кој се наоѓа американската амбасада, заедно со оние на Британија, Франција и Нов Зеланд. Снимките објавени на социјалните мрежи покажуваат искривени прозорци и оштетени бетонски столбови. Од земјотресот урнати се мостови, предизвикани се свлечишта и оштетени објекти. Македонската полиција, но и армијата, се уште ги пребаруваат имотите и објектите на 18 осомничени лица од скопската криминална група Беланоца, Барон. Во текот на акцијата беше користен и багер, детектор за метал и куче. Во рамки на акцијата беа извршени претреси на 30 локации, од кои 28 во Скопје и 2 во Велес. Пронајдени се оружје, опрема, над 30 милиони денари, 5 возила, злато, 9 мобилни телефони, сим картички, рачни часовници.